Здраво на сите. Како што рековме, за овој напис од весникот Стохос, кој што се однесува на професорот Никос Чаусидис, ќе направиме посебно видео и поподробно ќе го разработиме овој текст. Се работи за текст со наслов Αυτός ο Γενίτσαρος Νίκος Τσαουσίδης που θα ελέγξει τα σχολικά μας βιβλία, σφαγέας ο Παύλος Μελάς και η Μακεδονομάχη. Ово е јаничарот Никос Чаусидис, кој што ќе ги преиспитува нашите школски книги. Касапинот, убиецот Павлос Мелас и Македономахите и борците за Македонија, како што ги нарекуваат грците андардите, како борци за нивната Македонија. Име апотон патера Елинас ке апоти митера Македонас. По татко сум грк, а по мајка македонец. Од бројот на весникот Стохос, од четвртокот, Стохос денес после тоа прави едно откритие, донесува едно откритие кое што допрва ќе се разгледува. Како што е познато, договорот од Преспа предвидува заедничка грчко-скопјанска комисија од професори кои што ќе ги преиспитаат школските учебници на двете земји, за да ова комисија ги исчисти, ги отргне сите оние големо идеолошки и непријателски места во тие книги. Пред неколку дена, според личната изјава на скопјанскиот премиер Зоран Заев, се определе како дел од Скопјанската комисија познатиот антигрк професорот Никос Чаусидис, кој што е роден од грк татко, во наводници Влав. Интересни ми се грциве, кога треба да се каже негативно за некој грк, попотенцираат дека сепак не е чист грк, него дека е Влав. И скопјанка мајка, Никос Чаусидис е професор на катедрата на школата за археологија и филозофија на Универзитетот Свети Кирил и Методи од Скопје и е познат по своите иредентистички идеи и погледи дека Македонија на скопјаните стигнува до Олимп и треба некогаш да се врати во државата, да им се врати на државата на скопјаните. Постојат десетици видеа на YouTube со повремени антигрчки предавања на Никос Чаусидис. Особено во 2014-та беше повикан од познати местни од тоа место македонци во наводници да направи предавања за општината Пела, за историјата на древните балкански народи, за која што предава. Поименично, поподробно. За која што вели подробно убиците грци Македономахи, борците за Македонија, грци убици и касапинот на македонците Павлос Мелас. Меѓу другите иредентистички погледи,
Јаничарот професор Никос Чаусидис потполно ја оделува грчкиот од македонскиот идентитет, потполно ги оделува и дури ги нарекува убици грците македономахи и Павлос Мелас го нарекува касапин или колач на македонците. За Божик 2014 година Чаусидис успеа да ги разгневи и па дури и националистите скопјани, зашто на неговото предавање во Скопје на 23 декември 2014 го имаше поддржано она што е природно дека е така, како демек во областа на Древна Македонија, покрај македонците, живеели и други народи, пајонците, дарданците, бригите, траките, енхелидите, линкестите, пелагонците и само појужно во денешните грчки области живееле древните македонци. Ова нормално, природно, не им се допадна на фанатиците македонци во наводници од Скопје, кои што сметаат дека другите народи од регионот дошле многу подоцна од македонците. То перистатиковавто. Ова работа и неговиот став и негови подектике до декември, кое што му се случи. Значи, овој напад кој што го прими во декември 2014 од фанатиците македонски го има напишано, македонски, од Скопје, направи Никос Чаусидис да присвои во последниве 4 години уште по-идентистички погледи, можеби за да се заштити од очекуваното да се најде можеби некојаш со главата надолу во некој ендек. Опаски на иконта прагмата и епилогието Јаничарот Чаусидис Скопје. Како што стојат сега работите, изборот на Јаничарот Чаусидис во Скопската комисија од професори кои што ќе ги преиспитуваат нашите школски книги нормално предизвикува прашања. Дали се избра од страна на Заев да згазне на грчкиот идентизам кој што постои во нашите, кој што као демек постои во нашите школски книги, или можеби да ги заштити крајните македонски во наводници погледи на некои фанатици цигано-скопјани, погледи кои што и онака и самиот ги поддржува. Тоа е, значи, ова е текстот од Стохос за професорот Никос Чаусидис. Поздрав, се слушаме набрзо.